Владиниот двоец Османи Димитров овде во Брисел во мисија на убедување на земјите членки, но и на Европската комисија дека Македонија ќе направи се што е потребно од реформската агенда за добивање безусловна препорака, а потоа и за отворање на преговорите за членство. Оптимизам има, не само кај владините представници, туку и кај Европската комисија и кај земјите членки, чии министри за надворешни работи зутрината присуствуваа на работниот појадок организиран од Шведска и од Бугарија. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи вели дека главната порака што ја добили и што ја слушнале е дека владата треба да испорача во реформите и дека клучни се три области: судството, тајните служби и јавната администрација. Законот за отстранување на Советот за утврдување на факти. Ние мора да го поминеме во собрание пред Нова година. Значи, има некои прашања кои што ќе мораме до Нова година да ги завршиме, а кои што ќе зависат од околностите кои што ни стојат. Меѓутоа, ние мора да ја спроведеме целата реформска агенда која што веќе сме ја ветиле на Европската Унија. А тоа се овие три главни столба и додатно борбата против организираниот криминал, борбата против тероризмот и насилниот екстремизам, улогата на медиумите и на цивилното општество во целиот тој процес. На доручекот беше присутен и шефот на грчката дипломатија Кодзијас. Каква беше неговата реакција по изјавите на, како што ви велите, на другите колеги министри кои што имале позитивен пристап кон македонските интеграции? Апсолутно на тој став беше и министерот Коцijas. Со желба Македонија што побрзо да ја види во Европската Унија. Ставот на господинот Коцijas беше дека Македонија и Грција ќе бидат најдобрите пријатели после решавање на оваа прашање. Оптимисти сме двете страни дека Нимиц со последниот предлог ќе даде можност за отварање на тој процес. Мерките на доверба даваат резултати. Веќе има позитивна клима. Значи, средбите со Коцijas стануваат секојдневни. Еве, јас и Нимиц веќе договоривме моја посета во Атина веќе можеби наредната недела. Така да тие мерки ги го даваат својот плод. Значи се создава еден амбиент во кој што само предлогот треба да го најде своето место за да најдеме конечно решение. Идната година, јас велам, е историски или златен прозорец на можноста. Идната година е периодот кој што ние мора да го искористиме. Ако ја пропуштиме идната година, впечатокот мој, меѓутоа и на повеќето со кои што разговарам, е дека влегуваме во еден зачаран круг на рециклирање на кризата. Законот за јазици во делот на меѓуетничките е во завршна фаза, со Бугарија е потпишан договорот, ни останува единствено прашањето со името. Делот на реформите исто така има одредена динамика, значи веќе се утврдени контурите. Само мора да испорачаме за да ги фатиме овие рокови кои што се важни и не смееме да ги пропуштиме. На работниот појадок организиран од групата Пријатели на Македонија беше и Никос Кодзијас, што е можеби прво учество на грчки министер на ваков неформален собир. На почетокот на појадокот регистриравме интересна епизода на тема Прашање за името. I also want to underline the presence of my friend Nikos from Greece. We have been meeting. We have the same name, and we don't have an issue with that. I'm meeting Nikos essentially every month, and we will have a working lunch today. We are trying to, we have managed to build a personal friendship, and we are deeply committed, I think, both of us, to make our countries close, deepen our cooperation where we share interests, and we share many, and resolve one obstacle that we have that still divides us. We will have the first meeting of the two negotiators after a long break this month. That process will start. Шефот на дипломатијата Димитров, кој се сретна и со британскиот министер Борис Џонсон, а потоа заедно со вице-премиерот Османи имаше состанок и со комесарот Јоханес Хан, признава дека прашањето за името останува најсериозниот предизвик, но како што рече, големите нешта никогаш не се лесни. Во основа Сабајлево беше едно големо охрабрување за нас. Факт е дека за успех треба и малку среќа
И мислам дека имаме среќа што пресвратот во Македонија коинцидира со период на зголемено политичко внимание од земјите членки кон Балканот. И тоа создава една можност што мораме да искористиме. Кажав што успеавме досега да направиме низ еден-два конкретни примери. Спомнав дека падна првата пресуда за случај на СЈО и неколку други работи. Кажав дека имаме план пред да заврши оваа година да испорачаме во неколку клучни области, како на пример правната рамка во делот на реформата на системот на прислушкување, разузнавањето значи, еден или барем еден сегмент од тоа, стратегијата за реформите во правосудството. Мислам дека е многу важно два закона да поминат во собранието. Оние, тоа се амандмански во два, меѓутоа за една работа се работи, укинување на Советот за утврдување на факти и законот за заштита на сведоци. Мислам дека е важно да се објави извештајот за АКМИС системот, она што е досега направено, со некои конкретни препораки што со диагнозата, што со тој резултат. Мислам дека е многу важно да дадеме завршени, важни чекори, за да и помогнеме на комисијата и да си помогнеме себе во убедувањето на земјите членки. Често се гледате со вашиот колега Никос Кодзијас. Веќе наредната недела се најавува дека можеби ќе има нова преговарачка рунда, прва по подолг период помеѓу двете страни. Што има на овој план, што стана околу суштината за прашањето за името? Во основа, ова е, веројатно, мислам дека нема тука дилеми во нашата јавност, еден од нашите најголеми предизвици. Наше е да работиме на создавање клима каде што ќе биде се потешко и потешко да се држи затворена Македонија. И во таа насока се и овие средби. Важно е постојано да упатуваме апел дека Грција како голема земја, споредбено во нашиот регион, стара членка на НАТО, стара членка на Европската Унија, може многу да направи ако инвестира во овој толку значаен момент за Република Македонија. Фактот што практично он се реши да присуствува на денешниот работен поедок, кој што во основа беше во неформален еден формат група пријатели на Република Македонија, мислам за прв пат досега, е добар сигнал. Нема да биде лесно, меѓутоа големите нешта не се лесни. Шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева, која заедно со шведската министерка Маргот Валстром беше коорганизаторка на појадокот, вели дека Македонија има шанси во 2018-та да ги почне пристапните преговори, а токму Бугарија од јануари го презема претседавањето со Унијата. Ево го краткото интервју на Захариева за 360 степени. Не само Србија и Черна гора се споменават. Виждате, че за първи път от толкова години всъщност Балканите са приоритет на Европейската служба за външна политика. Президентът Юнкер споменава разширяване и миналата седмица по време на срещата на българското правителство с комисията, президентът Юнкер отново каза, че е възможно до 2025 година Сърбия и Черногора да бъдат членове. Но това е изключително позитивно развитие, защото тогава, когато се отваря Европейската комисия, тогава, когато се казва, че разширяването вече не е мираж, независимо за коя държава, това е голям шанс и за вас, и за Албания, и за другите две държави, които все още нямат статут на кандидат член, за Косово и за Босна и Херцеговина, наистина да напреднете бързо. Знаете, че ние помагаме наистина много с каквото можем. Сега организирахме тази закуска, имаха възможност вашите министри да запознаят всички министри и комисията с плановете за реформи, окуражихме ги и казахме, получиха много ясен сигнал, че имат пълната ни подкрепа. Да направят реформите и да направят Македония съвременна европейска държава. Що е приоритетно? Кое е приоритетно ли? Ами те имат много важен план за реформи. Реформата в съдебната система,
Също така реформата в службите, икономическата реформа, която те планират, добрите междусъседски отношения, защото трябва да оставим историята в миналото на историците и да гледаме напред заедно в бъдещето, да свързваме хората. Знаете, че за първи път от 18 години, ако се не лъжа, ще имаме среща между двете правителства. Знаете, че в Триест се одобри, най-много пари се дадаха за връзките с съседите в Македония. Коридор номер 8, подписахме договори за също така за сътрудничество в енергетиката между двете министерства. Има много какво да работим и се радвам, че сме в правилната посока, но има още доста път да извървим. Убедена съм обаче, че ако правителството спазва плана за реформи, който е много амбициозен, много правилен, до година вие ще имате шанс да получите и да започнете преговори. Овој оптимизам на Захариева, како што можеше неофицијално да се слушне овде во Брисел, е заснован и на можност Европската комисија порано од планираното да излезе со безусловна препорака за Македонија. Предусловот за тоа се брзи и видливи резултати во реформите. Уште една неофицијална и потврдена информација прострои овде денеска, а тоа е дека медијаторот Метју Нимиц би можел да го избере токму Брисел за средба со преговарачите од двете земји, што би можело да се случи веќе следната недела. Но во игра се и други локации. Од Брисел за 360 степени, Владимир Мирчевски.